Клубот на литературни творци од нашиот град синоќа беше домаќин на меѓународната хуманитарна поетска манифестација со босоногата по патот на светлината, која се одржа во фоеето на Центарот за култура Марко Цепенков. И прилепските писатели со своето учество и гостување станаа дел од хуманитарната акција збогатена со културно-уметничка програма. Хуманитарната манифестација е посветена на корисниците и штитениците на јавната установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско од Струмица под мотото поетите, писателите и уметниците во хуманитарна мисија. Специјални гости на вечерта ни беа Серафина Фантаузо, оперската дива од Македонска опера и балет. Со нас е добро познатиот хуманитарец и добитник на највисоката награда за хуманост Мајка Тереза, Живко Поповски Цветин, кој што ја поддржа манифестацијата во сите градови. Тука се поети, вечерва беа поети кои се представија од литературниот клуб, од Прилеп, исто така се дојдени и од Кичево и околните градови, секако и од Скопје. Сите средства што ќе се обезбедат преку продажбата на книгите од поетите, писателите, а исто така и овие мои слики Цвеќиња на мирот, каде што доминира ружата, тоа ќе биде дел од она што ние го даваме како уметници, односно поети и писатели за овој хуманитарен аспект за помош на лицата со посебни потреби. Членови на клубот на литературни творци дадоа свој придонес со своите лични творби, со своите книги испечатени, кои ќе одат како продажна акција хуманитарна за децата од Бања Банско, а клубот на литературни творци секогаш со убав збор сака да помогне за вакви убави настани. Учесниците на манифестацијата донираа своји авторски книги. Беа застапени книги од други автори, а кои беа на аукцијска продажба за собирање на хуманитарни средства. Покрај писателите кои рецитираа, настапија и специјални музички гости. 3 поетски вечери, хуманитарни акции од манифестацијата веќе се одржаа во Скопје, Кочани и Штип. Завршната манифестација е во Струмица, на која ќе се врачат собраните средства до Заводот за рехабилитација Бања Банско.